О, сечењето кромит многу ме растажува. Секако ти си музичар, чувствителен си, не ми текна. Како ти успеваш да не плачеш, кажи ми? Не успевам, јас плачам во кујната денес. Сечам по цело кило кромит. Денис, на што личи тој кромит, зарем така те научив? Зошто бе види колку убаво и тенко е исецкан? Мил мој, очигледно ти се уште не ја познаваш оваа куќа. Во оваа куќа, кромидот за во јадење никако не се сецка ситно. Се сецка на коцки, симетрично. Господе Боже, и за сечење кромит има правила? О, ти да знаеш уште колку правила има во оваа куќа, да знаеш што се јас трпам. Например, кромит на коцки во салата. Изгоре. Батоферит, кромидот е погрешно исецкан и да знаеш дека јас сум виновен. На вистина си полудел. Ајде, добро, оди ти, те бркам. Оди и грижи се за болниот. Ти ветувам дека од сега ќе бидам добар чирак, вред? Не знам, Денис, не ми влеваш доверба. Ма на вистина види со насолзени очи ти кажувам. Ај, на вистина. Не е можно солзите да ти се лажни, ти поверував. А не ме смеј сега. Ке слушне. Ма глас не му се слуша, да не заспал? Не заспав. Уживајте вие таму, не грижете се за мене. Виновни сме што мислиме на него. Батоферит не е многу навикнат да е болен. Затоа е малку нервозен. Малку. Те слушам, Денис. Не сум глув, имам грип. Добро бе, бато, не се лути. Јас вака прв пат те гледам болен и мене ми е вака искрено смешно вака насред лето. Решив да те наградам, готвачу Денис, поради твоето извонредно достигнување. Одличен партнер си. Време за кафе. И награда за чиракот се гураби. О, се обидуваш да ме навикнеш сит да бидам, така? Не суди пред време. Се уште не ги виде гурабите. О, преубаво мириса на вистина. Ај, знаеш, чоколадни се. Жешки се многу? Ама чоколадни се. Многу се жешки, ама на вистина се многу вкусни. Јас велам да отвориме кафуле или сладкарница. Остави го ресторанот. Јасно е, тебе не те примам таму. Што е, готвачката кариера кратко ти траеше? Не даде ова, како хоби го работам. И онака кариерата немаше да ти биде многу сјајна. Вечерва доаѓаш на настапот на Ајла, нели? Секако ќе дојдам, веќе ми јавија девојките. Ако сакаш да те почекаме, па заедно ќе одиме. Велиш јас да одам внатре и ме оставаш мене тука во ваква состојба и уште ми предлагаш да ме чекаш. Имам многу работа да завршам. Ти оди. Јас ќе одам до дома да се пресоблечам. Ќе дојдам вечерва со девојките. Добро? Јас да си земам 2 гураби и тогаш. Тогаш ќе работиш уште 2 Со дена. задоволство. Дури и 2,5 дена. Тие се чоколадни. Добро, може. Навистина се вкусни, ама... Што мислеше? Батоферит, ги проба гурабиите на назли или не? Многу се вкусни. Јас излегувам. Вие добро сте? Добро сум, Назли, оди ти. Воопшто не изгледате добро. Мислам дека ќе биде добро да ве види доктор. Кој ќе оди сега во болница? Обична настинка, ќе помине. Не е ништо страшно. Оставете доктора да ви каже дали е страшно или не е. Добро, Назли, ќе го викнам докторот. Оди ти, ајде. Господине Ферит, тоа што ви го кажав, го прифативте без приговор и тоа воопшто не ми влева доверба. Дајте ми го бројот на докторот и јас ќе му се јавам. Не претерувај, сам си ги средувам работите. Ќе се јавам, во ред? Во ред. Ало. Доктора. Вдиши, издиши. Вдиши, издиши. Дај ми го тоа.
О, Што, ќе умрам ли? 38/9 малку ли е? Имаш висока температура. Зошто не дојде? Реков јас. Реков. Имаш голема инфекција на дишните патишта. Ова најлесно ќе го решиме во болница. Ќе ти дадеме инфузија. Ќе не бидеш гости неколку часа и веднаш ќе ти биде подобро. Остави ја болницата, дај друга алтернатива. Добро, смете дека не ти реков. Ќе ти ги напишам лековите и ќе ти ги испратам. Вечерва ќе бидете вие со него, нели? Добро. Јас ќе напишам врз лековите како се користат. Цела ноќ редовно мерете му температура. Иако за неколку часа откако ги испие лековите не му падне температурата, јавете ми. Пијте многу вода. Иако му кажам на овој наеток да влезе под туш, нема да влезе. Ставете му постојано влажни облоги. Ќе му помогне. Назли? Ајде, оди, подобро сум. Ќе прошетам малку и ќе земам воздух. Ама памето тука ќе ми остане. Машала место не ве фаќа. А и бојата секој ден ви се менува, да ве подсетам. А ако не одиш, нема да ти биде криво за забавата. Ке ми биде, малку. Ама ако забавата не бега, секогаш можам да одам. Но вие се разболувате многу ретко. Па велам да искористиме ситуацијава и на вас да ги тестирам сите мои мешавини. Колку е убаво што на сите ме забавно ова. Ајде да го искористиме моментот. Ти благодарам. На здравје нека ви е. И воопшто не е забавно. Или добро признавам, многу е забавно. Мислам, болестите, овие емотивни успони и падови се за нас смртниците. Вас не ве допираат, така ли е? Не до толку. Ама да, во животот секогаш се обидувам да користам логика и ум. Ах, господине Ферит, не може секогаш со разум. Некогаш треба да го слушнеме и срцето. Не стои таму напразно. Па ако се задоволиме само со мислење, нема да има проблем. Например, тоа што добро да останеш тука е нешто што ти го каже умот. А да си го слушаше срцето, ќе одбереше да одиш таму. Се лажам ли? Господине Ферит, оваа ситуација нема толку длабок одговор, како и многу работи во животот. Требаше да останам, ви требав и останав. Тоа е се. И онака е многу доцна. Јас од тука ќе одам право дома и готово. Во право си, доцне. Тогаш не оди дома. Не разбрав? Епа, нема да одиш во барот. Сега ќе одиш и наутро пак ќе дојдеш. Беспотребно ќе се мачиш по патиштата. И онак имаш соба. Многу логично. Мислам, многу е логично да останам тука. Тогаш јас да останам. Да видиме како е да се слуша гласот на умот. Молам, Фатош, Назли, што се случува? Зошто ти е тако на гласот? Енгин срцето му се заледило. Што било? Што било? Ма отидов и зборував со Енгин. Му кажав едно по едно се што ми е на душата. Се заврте и се заминам, не ми прости. Па Фатош, не дека не е во право. Добро, во право е, ама јас сум во право. Не си, Фатош. Добра си, мила, те обожувам, многу си сладка, ама не си во право. Ке мораш малку да се потрудиш. Назлима, сите песни што се со некаква порака, сите ги нарачав на Аља. Ја одбрав кога се разделивме, јас грешив, ти немој мил мој и уште неколку вакви, што да правам повеќе, а? Јас сега мора да исклучам. После ќе разговараме, чувај се. Чекај малку, ма, ало, ти не доаѓаш ли, Назли? Не доаѓам. Господин Ферит е болен. Не можам да го оставам човекот. Назлима, во моментов твојата најблиска другарка поминува низ катастрофа. Не претерувај, Фатош. Ова твоево е буквално налага ти се куси нозете. А и човеков е болен. По логика, јас треба да останам тука. Каква логика, ма? Кај има тука логика, пардон? Логично е ти сега да избегаш од таму. Ова буквално е љубов, Назли. Ало? Аха, ете, ќе останеш така без зборови. Ајде те бакнувам, бај. И оваа е луда.
Господине Ферит, Назлејте и проверите му. ало? Булут душа, здраво. А, Назви? Назви, ти ли си? Да, јас сум. Вие погрешка Назви да не ја побаравте? Не, се јавивме на бројот на господин Ферит. А, да. Тоа било куќата на Војко ми. Ти уште си таму? Да, Булут душа. Војко ти малку се разболел и не можев да си одам дома. Вечерва ќе останам тука како придружник. Што е тоа придружник? Придружник се нарекува оној што е со болниот, што му помага на болниот, како мене. А, ако јас се разболам еден ден, ќе ми бидеш и мене придружник. Не ви? Ајте молам, немој ти не се разболувај, ама јас ќе дојдам да бидам со тебе. Добро. Може тогаш. Добро, како е Војко ми? Може ли да го видам и него? Назвите, молам. Многу ви е болен тој? Не, Булут, се разбира дека не е многу болен. Легна малку да одмори. Го изморила болеста. А, добро. Сакам и него да го видам, Назви. Те молам. Добро, чекај, веднаш ќе ти го дадам. А, Војче, со помен нека ти е. Што правиш, најубав на Војче, како си? И јас сум многу добро. Сакам да те видам. Назви, дојди и ти. Тука сум. Назви, убаво ви се грижи за Војко ми. Не грижи се, многу добро го чувам. Војче, те чува ви добро, Назви? Да, Булут убаво ме чува. Булот, пиле моје, мислам дека беше доволно волку, а гледаш и Војко ти бил болен, да не го вознемируваме повеќе, Добро, а? сега треба да искучам, Војче. Се гледаме, да не те вознемирувам. Бај, бај. Ајде, добра ноќ. Се гледаме, Булут, те бакнуваме. Јас да го вратам ова на место и додам во кујна. Господице Мелис, однесете го Булот да си легне и вие поседете таму да заспие. Голем газда, договор си е договор, така? Добро, добра ноќ. Добра ноќ, душо. Добра ноќ, голем газда. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Господио Демет, што велите вие за ова? За кое? Љубов како тоа за кое? Зборувам за Ферит и за готвачката. Овие сигурно имаат нешто. Види, сигурно ќе излезе нешто од ова. Што не засега тоа? Како тоа не засега, зарем не зборувавме за ова? Меѓу овие двајца има нешто. И ако ние успееме тоа да го докажеме на суд, многу ќе ни користи, а? Ме разбираш ли? Помисли само како да ги слушам вестите вака. Ферит Аслан се плетка со готвачката. Или вакво нешто. Дали може би Ферит Аслан љубовта што ја бара ја најде во кујната? Многу се извинувам, ама многу убаво го направив. Ах, тој Ферит Аслан, вака ќе го фатам за тоа опашката и ќе овртам, ќе го заджидам на мене дулиора му. Љубовта во кујната е поинаква. Sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Dizlerinde dizlerim, boynunda ellerim, bulut gibi yeniden her gece doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim, doğalım mı sevgilim. Hiçbir şey istemedim, ne yatak ne oda ne de ev. Sen de bırak her şeyi, sadece beni sev. Господине Ферит, готов е појадокот. Господине Ферит. Господине Ферит?
Не дај Боже. Господе Боже. Господине Ферит, Ти вака ли ги будиш луѓето, плашејќи ги? ако приметувате, јас сум исплашена. Умрев од страв. Па потивко да викнеше ќе се разбудев. Ту, како не ми текна на тоа? Како не викнав од надворедно 18 пати, а 20 пати од внатре? Секој пат со различен тон. Машала, и бојата и енергијата ви се вратиле. Добро сум, добро. Назли, ќе ми дозволиш ли да влезам во сауната? Господине Ферит, во куќава нема сауна. Назли, во куќава има сауна, долу, не ја вида? Бидејќи јас животот го живеам во центарот на кујната, нормално не сум ја видела. Добро, можеш да ја користиш кога сакаш. Таман работа, нема потреба. Ќе излеземе ли веќе од спалнава? Да излеземе, да, од спалната соба. Тука како да дува малку, да влеземе внатре. Не, убаво ми е тука, добре. Се гледа, ви се отворил апетитот. Ви се вратила и бојата, машала. Благодарение на тебе. Лековити чаеви, супи, внимание. Ама не, нема врска. Тоа е од чаевите и супите, сите се специјални рецепти. Доволно е што си до мене, ти благодарам. Омлетот е многу вкусен. Те не стави нешто екстра во него. Имаш некоја тајна? И како нема? Му додадов јогурт. Благодарение на јогуртот станува погуст и повкусен. Навистина? И секој што ќе те праша ги споделуваш готварските тајни? Само со блиските. Мислам, со блиски кои знам дека ги мрзи да ги употребат. Оваа снимка е направена 75-та во Чикаго. Дури ни денес никој не може да го достигне овој звук. Праши го Денис ако сакаш, тој е експерт за антика. Не, имам доверба во вас. Да видиме дали ќе ти се допадне. Затвори очи и само слушај. Многу е убава. Сте свиреле некој инструмент? Како дете некое време земав часови по пијано. Имав еден професор италијанец, сеньор Розети. Многу убаво. Интересно име. Како и името и тој беше интересен. На времето во Италија одржувал многу концерти и исто и тука им предаваше на студентите на универзитетите, таков човек. И не знаеш колку беше строг. На тие години сакаше Моцарт да го свирам. 3 месеци работеше со мене, после рече од овој ништо не бидува и се врати во својот град. Си отворил продавница, престанал и тој да се занимава со музика, како да се исплашил од мене. Продавница е поубаво. Суфлејата, веднаш ги носам. Многу е вкусно. Добро, имаат ли овие некаква тајна, бидејќи не личат на суфлејата што сум ги јадел? Како нема, ама ова не ви го кажувам. Мислам, никому не му е тешко да направи сладки, па после да го потребите. Си реков си ги споделуваме тајните. Срам да ви е, господине Ферит. Заре моето прекрасно суфле, сеньор Розети? Значи нема да кажеш. Може би. Еден ден. За сега ќе го наречеме чоколадно чудо. Навистина има такво чудо, нели? Како да нема? Човек кога јаде чоколадо се сеќава на најубавите детски денови. Му се будат најубавите чувства. Дадо, те молам, крени го телефонот, те молам, крени. Ајде, крени, ајде, Дадо, ајде. Вие што велите во врска со оваа тема?
На крајот од устната ти останала чоколада. Другата страна. Само малку ти остане. Можев и сама, благодарам. И онака многу јадав. Да си жива и здрава. На здравје. Кога и да сакате ќе ви направам. Што ќе ви е рецепта, мецепта? Боже, од кого ли ова? Ништо не напишале. Може би... Господине Ферит, не ли оздравевте? Ова се последни кивања. Готово. Не може. Што рече докторот? Да се земат многу течности. Јас да ви сварам липа со многу лимун. Назле ти благодарам, навистина нема потреба. Не може. Не може такво нешто. Зарем луѓето да речат толка Ферит Аслан 2 дена едно по друго не дојде на работа? Ај, Асума, не можам да те трпам сега. Еднаш да се јавиш, еднаш кога ми требаш. А сакате ли мед во чајот? Како сакаш? Ај, Асуман, дај Боже да е нешто важно. Колку пати ме бараш? Што е, Асуман? Ако не е нешто важно, ќе ти исклучам. Да дочекајте, молам, не исклучувајте, молам. Многу е важно. Во куќата на господин Ферит дошол некако верт. Од господја Демет. Во него има докази дека јас сум ги пратила тие фотографии. Ги имала оригиналните фотографии. Да спречи го господин Ферит да го отвори тој куверте, молам. Ако го отвори, се ќе излезе на виделината, молам. Дадо, јас многу се плашам. Назли? Добро си? Добро сум, чашата. Што се случи? Назли, добро, остави. Остави, те молам, остави. Не допирај. Назли, ме слушаш ли? Се скрши, чашата се скрши. Ајде, остави, не е важно. Поважно, Боже, дојди, ајде, смири се. Готово, ајде. Да ти видам раката. Добро, дојди. Ајде, седни овде. Боже. Зошто ја допра чашата? Чекај малку да го извадам стакленцето. Асуман, се случува заради тебе. Од секоја дупка ти се појавуваш. Ти си виновна за сиве овие работи. Леле, Господе, те молам да не дознаат ништо, те молам. Асуман, ти се уште ли не излезе? Да, не излегов. Чекам да ми се јави една другарка, а надвор е многу топло, па реков да почекам тука. Разбрав. Се надевам ќе ја оправдаш довербата на господин Енгин. Не грижете се вие, јас ќе направам најдобро се што можам. Убаво. Изутрина биди тука точно во 9. Добро, точно во 9. Ќе дојде курирот и нему ќе му го дадете. Дојди тука точно во 9, аз сум тука од мака 9 ка ќе родите и ми зборуваш тука. Ќе те заболи малку.
Среќа што не треба да се шие, се излече со ханзапла само. Зошто испанечи толку? Следен пат немој да панечиш. Се надевам веќе ништо нема да искршам. Не е важно, обична чаша, важно ти си добра. Супер. Добро си? Добро сум. Добро, не плачи веќе. Ви благодарам. Време е да одам на работа. Ќе одам да се подготвам. Беше убаво утро, ужива во него. Се разбира, не ја вклучува малава несреќа. Патем, не ги собира стакленцава. Ќе кажам на господи Игбал, ќе викне порано чистачка, ќе среди се. Тие рацени се потребни. Јас ќе средам, не е проблем. И пликуата. Стави ги во библиотеката, ќе ги зирнам кога ќе имам време. Во ред. Во каква кал се давиш, Назли? Здраво, господине Ферит. Кога ќе го видите ова, ќе видите дека овие фотографии кои беа причина да го изгубите старателството врз Булут ги направи Асуман, сестра и на вашата готвачка Назли и... Госпогица Назли го премолче тоа. Се извинувам. Здраво, Назли. Добре дојдовте. И јас сум при крај со работа, сега ќе излегувам. Како ти е прстот? Одлично, дури и ханзапластот го извадив. Ти поминала? Ви кажав. Здраво. Друштво? Си го исеков прстот, па господин Фери тоа го гледаше. Што се случи? Дај да видам прстот. Не е ништо страшно. Ти малку знаеш да трпиш болка. Да, малку. Брзо дојде. Бев во близина кога зборувавме и веднаш станав и дојдов овде. Леле, колку убави работи си изготвила. Простете. Молам. Да, професоре, вечерва. Секако. Не е проблем. Ви благодарам. Довидување. Има некоја лоша вест? Па не е најдобра. Еден многу познат шеф Хазар Амани, по потекло од Иран, ама долги години живее во Турција. Вечерва имаше работилница, ама има многу гужва, па не најдов место. Му се јавев на еден професор да ме внесе, ама ни тој не можел да среди. Мислев те интересира јапонската кујна. Зошто овој шеф ти привлече посебно внимание? Бидејќи прави работи за кои сонувам, меша различни видови кујни и создава ново. Во вечерашнава работилница ќе ги спои кујната на Антакија и сушито. Куќата на Антакија и суши. Што мислите, зошто сакам да одам? И сега нема да може да одиш? Па на некоја друга работилница. Ако. Јас излегувам, се гледаме. Добро, Назли, ти благодарам. Назли, застани малку. Сакам да ви кажам нешто. Јас купив еден бар пред малку.
Купувајќи го овој локал направив нешто за кое што сонував со години. Знаете, се ставам во ред. Полека, полека. Тоа е убаво. Музиката ја знаеш најдобро, најомилена работа ти, ама сигурен си дека сакаш да бидеш менаџер? Денис, може да биде многу заморно. Кујната, персоналот, муштериите, паметот постојано ќе ти биде таму. Па и треба веќе паметот да ми биде некаде. Нели музиката не се прави за пари, а? Добре да меѓу нас смртниците. Мислам, не е баш тоа што сакам да кажам. Со години сум и музичар и гледач. Сите потешкоти ги знам од прва рака. И младите имаат потреба од поддршка. Па си замислувам локал во кој што ќе бидат среќни и музичарите и смртниците. Не се сомневам дека ќе го направиш најдоброто. Ако си толку одлучен, би можело да биде многу убаво. Јас ќе доаѓам и Аља ќе пее. Дури и ќе се фалам дека другар ми има локал. Само имам една молба до вас. За сега никој да не знае за оваа работа. Особено Ајла. Зошто? Па сега јас ќе ја бидам газда и не сакам да се напне. И локалот е се уште нов. Да се навикнам јас на локалот, таа на работата, потоа ќе зборуваме. Добро размислуваш, ама брзо ќе дознае. Добро. Додека може нека тера. И, што велите? Ќе прославиме вечерва за ова или нема? Денес мене ме знаеш, јас од дома прославувам. Бе, бато, само дома па дома, до кога? Назли, ти? Не знам, па би можело, ама и јас прво треба да одам дома. Шефот вечерва има уште една работилница и затоа ќе му се јавам на еден друг професор, последна шанса. Потоа ќе се слушнеме. Се гледаме. Се гледаме. Ајде признај. Место го зема затоа што мислиш на мене, нели? Затоа што овде сум среќна. Види, разбирам на кај ја тераш работава, ама навистина не е така, верувај ми. Во еден дел од твоето срце се уште мене ме има. Ти мене се уште ме сакаш. Јас тебе многу те почитувам. Признавам. И затоа го купив местово. И тоа го прифаќам. Ама само толку. Назли нема да ти донесе тебе ништо освен болка. Зарем се уште не го сваќаш тоа? Како можеш да си толку слепа? Без да почувствувам нема да знам. Целта е 10-ка. Да видиме. Здраво. Добре дојде, Назли. Добро ве најдов. Добре дојде. Добро те најдов, како си? Добро е, ти? И јас сум добро. Добре дојде. Како си? Добро. Со среќа нека ти е. Благодарам. Ама не остана ништо за криење, сите чуле. Па и не е нешто за криење, брат. Се разбира. Го анализирав локалов и ќе ми треба твоја помош, знаеш? Може, ќе ти помогнам. Само Назли веќе има една работа. Значи велиш никаде не ја пуштам, а? Не на полно работно време, советник со скратено работно време. Назли, да ти земам нешто за пиење? Не, ќе се земам подоцна. А каде се девојките? Сакам да ги поздравам. Добра, се гледаме. Се гледаме. Што ми ја слушна веста, реков да ти кажам. Само ноќниот живот е безмилосен. Не личи на празно дрндање на гитара. Го знае ли тоа нашето момче? Добро. Убаво, една вечер ќе му одиме на честито. Или пак да ги испратиме нашите момци. Ти како ќе кажеш, бато? Добро, од кога ќе ми износоди Ферит, ќе почнем да се задевам со него. Со кого ќе се задеваш, Хакан? Добре дојде, љубов. Добро те најдов.
Со никого не се забавам. Зборувам за тие што се задеват со мене. Добро. Тогаш тоа што им го кажуваш на сите, овој пат јас ќе ти го кажам. А што е тоа? Знаеш дека се ближи рочиштето. Те молам, не прави никаква грешка што ќе може да се употреби против нас, Хакан. Не грижи се ти, Демет. Нема да има проблем. Се е под контрола. Добро. Си ја зема Ласуман како стажант. Кога ќе ја погледнеш вака делува како лоша одлука. Да немаме предрасуди гледајќи го танцувачков перформанс. Ќе ги видиме перформансите во фирмата. Јас не сакам многу. Ај, веќе јас многу се изморив. Јаде, Мила. Ти ги сакаш овие. Аља, како си, шекерче? Добра сум. Ти како си? И јас сум добра. Ај, Денис бил тука. Како си, Денис? Одамна не сме се виделе. Добар сум, инаку бев во Јужна Америка јас, па може би затоа. Да, зборувавме. Минатата година ми ги кажа плановите. Тогаш планираше да одиш заедно со девојка ти. Тоа не беше Јужна Америка, Мила, Шпанија беше. Да. Бога ми, не можам да поверувам дека се разделивте. Во тоа време не се делевте. Како и да е, убаво е што сте останали другари. Многу ве бакнувам. Ај, не ми се верува. Вие заедно ли сте биле? Ти не знаеше? Секако дека не знаеше. Ќе ви кажев јас, ама не сме паднале на муавет. Не е проблем и ова не е нешто што морате да го кажете. Бога ми, девојката е во право. Сте останале многу добри другари. Инаку јас ке сватев. Ај, што е ова, бе? Како пензионери некои? Ајла, душо, ајде, дојди. Ајде, да танцуваме. И, Денис, да танцуваме ли ние? Не, јас ќе одам да ги проверам масите да видам дали се е во ред. Тарик ќе танцува. Не, јас не умеам. Ајде, Тарик, дојди. Ајде, ќе танцуваме, ајде. Дојди, ајде. Не умеам. Ти зашто не танцуваш? Сега е газда, не танцува веќе. Не ми се танцува. Да ми се игра, ќе играв. Многу добро знам што дојдовте да кажете, избркана сум, бидејќи многу лошо танцувам. Ама нема потреба, јас давам отказ. Ке зборувам утре со госпогица Игбал. Не мислам така. А што мислите вие? Тоа што ти го мислиш во моментов. Ситуацијата станува се поинтересна. Добро, што мислам јас во моментов? Мислам во моментов и двајцата мислиме на исто. Да излеземе од тука, се лажам. Па, не се лажете многу. Работата е јасна и многу се изморив. Дури си многу гладна. Од каде го знаете тоа? Предпоставив. Денес ништо не јадеше дома, а трчаше да ја завршиш на работа со шефот Амани. Нерасположена си, тешко ти беше, си отиде дома и бидејќи не јадеш фастфуд, само што си сакала да си подготвиш нешто, дојде ваму, нели? Значи дека во моментов си гладна. А и откако си дојде на непрестана пуканки да јадеш. Ви честитам, одличен бевте. И јас сум гладен, каде одиме? До душа ми текнува на едно место, ама не сум сигурна дали вие сакате. Некогаш човек треба да ризикува. Додиме да видиме. Да видиме? Ќе се најдеме на излезот. Добро, јас да ја кажам на Фатош. Јас си одам, Мила.
Каде? Доправа ќе настапува Алја. Многу сум изморена, а господин Ферит ќе ме остави на одење. Ќе јадеме нешто, објасни и ти Насуман. Ајде, јас тебе и ти ти ја како го верувам. порано, Се гледаме, мила. Каде ќе одиш сега? Сватош ќе ти кажам. Леле, пензионери. Еве тука, како што ви кажав, мало место. Ако не ви се допаѓа, не е проблем, можеме да одиме на друго Мислам место. дека е убаво место. Назли, Кирко? Каде си? Ми недостасуваше? Чичко Кадир, трчаници, обврски работа и... Изгледа дека твојот газа е некој чудак. Воопшто ли не ти да во одмор? Чичко Кадир, да ве запознам, мојот газда, господин Ферит. Ете, видели, ја оплескав. Се извинувам, синко. Нема проблем. Здраво, јас сум Ферит Аслан. Тука не дојдов како газда на Назли. Дојдовме како двајца пријатели. Јасно е, да ве седнеме тука. Оваа маса ни е специјална маса за пријатели како вас. Повелете. Да си ми жив, Вие Чичко почнете Кадир. со муабетот, а јас да ви спремам нешто тазе за јадење и да ви донесам. Ви благодарам. Да си ми жив. Кога подостаре Чичко Кадир го продаде брочето, потоа го отвори местово. Ја спрема највкусната лакерда во градов. Како го откри местово? Добар готвач знае каде може да најде добра храна. Те боли ли? Не, ми помина, ништо веќе нема. И јас сум навикната да се исечам овде онде. И како дете бе ваква. Постојано рацете и нозете ми беа во рани. Паднав од дрво, паднав од велосипед, еднаш дури паднав и од балконот. Среќа што станот ни беше на приземје. Сватив дека во моментов ви дадов цел куп непотребни информации за теми кои воопшто не ви интересираат. Да бе, ни јас не пораснав во салон. Бога ми не знам. Последно што чув беше синьор Розети и пијаното. Би можела да мислам дека сте пораснале во салон. Со татко ми одевме да играме топка, одевме да летаме летала. Јас бев многу живо дете. Како луд трчав наваму натаму. Се сеќавам еднаш ми се закачи ногата и паднав многу лошо. Од тогаш имам тука лузна. Вашата барем има многу бав спомен, ама моите се обични глупости. Кога ќе ги погледнам, ми текнува на тави и танџериња.